Дали доминацијата, која трае долго, не става во позиција на комфорт зона или не држи активни и будни поради стравот да не ја загубиме? Дали големите предизвици кои доаѓаат во момент кога не сме планирале, треба храбро да ги прифатиме без многу размислување или да направиме сериозна пресметка што би можел да ни донесе тој ризик? Дали вистинското лице на човекот, па и спортистот, е најдобро видливо тогаш кога ќе му се исполни некој од големите соништа? Одговорите на овие прашања денеска ќе ги побарам од моите гости. Васко Атанасов е 29 годишниот кошаркарски тренер кој го презема водството на шампионот на Македонија МЗТ Скопје во момент кога веројатно не ни помислуваше дека тоа ќе се случи. А Андреј Андоновски е аеродромско дете кое за МЗТ Скопје, за Дамјан и Војдан, некогаш навиваше од трибините во Јане Сандонски. Но минатата сезона заигра за првиот состав на сино-белите од неговото мало и не само што запиша дебитантска, туку запиша и шампионска сезона. Со уште еден доказ дека се е возможно, на сите вас љубители на спортот ви посакувам добре дојде во Fair Play со Јана. Од аеродром доаѓаат и познати спортисти. Тука секој што се раѓа плаво-бела цел. Не е тајна што за него живот даваме. Една љубов, еден тим во срце носиме. МЗТ е шампион, со него растеме. Наша денешна тема во Fair Play ќе биде кошарката и малку поконкретно ќе слушнеме дали е можеби потежок патот до освојување на титулите што се однесува до нашите домашни надпреварувања или можеби поголем предизвик за МЗТ Скопје ќе биде нивната одбрана. Како тимот се подготви за новата сезона и какви се нели сите планови и замисли како истата ќе тече, ќе слушнете во наредните минутки. На моја голема чест и задоволство во нашето студио се предводникот на екипата, односно тренерот на МЗТ Скопје, Васко Атанасов. Добре дојде. Добре. И еден од играчите на тимот и тоа оние помлади сили, а тоа е Андреј Андоновски. Добре дојде. Добре дојде. Се надевам дека ви е удобно. Прв пат сте гости во Fair Play. Да, супер е. Добро, нема да биде страшно, се надевам, иако знам дека паркетот за вас е најприродна средина за функционирање. И па добро, почна новата сезона, но прво да ги прокоментираме титулите. Не е воопшто мала работа тоа што доминиравте во сите наши овде надпреварувања, па какво е тоа шампионско чувство? Па добро, за нас е една доста успешна сезона на домашен план, една година во која ние изгубивме само 2 надпревари, така да освоени пехари во Суперкупот, во Купот, на првенството на Македонија, така да за нас беше доста добра, доста успешна сезона во која ние тие домашни цели ги исполнивме. Да. Андреј, извини, ќе му дадам само збор затоа што интересно ми е за него. Прва сезона е во сениорски тим со, да речеме, посериозни настапи, малку подобра минутажа. Да, во МЗТ прва сезона. И веднаш подигање на пехари. Да. Си замислувал, си сонувал некојаш дека такво нешто е возможно да ти се случи? Па, искрено, да, уште од детенце, од аеродромот, тие улици кои што сум ги шетал, сум сакал да играм за МЗТ и знаев дека и верував во тоа дека некогаш ќе заиграм. И искрено, секогаш кога се во МЗТ се очекуваат титула, се очекуваат успеси, тоа е добро, јас мислам. И само треба така се продолжи да се пунат титулите. Ќе биде различна оваа сезона, ќе кажеме зошто се менува и тимот, но тој притисокот, дали ќе се одбрани титулата, дали е толку многу голем, или нема многу да размислувате на тоа додека течат надпревариве што ве чекаат? Па, притисокот е сепак и една чест, бидејќи не може секој да има притисок. Значи, ако имаме притисок, значи сме добри. Ето, ја така гледам на тој дел. Во МЗТ под некој дефолт се знае дека мора да се, не мора него се надпреваруваме за да се освои пехар. Во аеродром се бројат само трофеите, не се бројат само победите. Идеме надпревар по надпревар, буквално.
е долга сезона, само што започна ете следната сезона, но за нас ќе биде предизвик да ги одбраниме сите 3 трофеи на домашната сцена. Да го подобјасниме малку вашиот стаж, односно периодот од кога сте во МЗТ Скопје. Васко, колку години помина? Па мене ќе ми биде пета сезона во МЗТ Скопје. Прва како ете да кажеме главен тренер, како прв тренер, да. Бидејќи ја преземав екипата лани при крај на сезона. Претходно работев како асистент со претходните тројца први тренери, така да за мене е ова огромна чест и одговорност да се води најголемиот клуб во Македонија. И Андреј, секако ме интересира, ако ги собереме на куп сите години, минати во младински школи и во прв тим, колку време веќе во МЗТ Скопје? Па ова ми е 5-та година во МЗТ, односно втора во сениорскиот тим, а првите 3 бе во МЗТ 2, кој што беше развојна екипа на МЗТ, кој што се надпреварувавме во првата лига. И тоа беше предобра шанса за нас помладите, да може да се покажеме и на помлади години да стекнеме некој искуство. Да, во добра сениорската кошарка, подготовка да биде. И да влеземе потоа во по-добри екипи со поголеми ангажмани и слично. Го памтиш моментот кога веројатно некој од стручниот штаб тоа бил, ти се обрати и ти кажа време добиваш прекоманда за прв тим? Па да, го памтам, беше убав ден, да кажам. Беше да кажам од моја страна искрено очекувано, пошто толку сум вложил и толку време сум дал. Да. И така, на крај кога добив повикот за сениорска, подошто за првата екипа во МЗТ, немаше друга опција, се знаеше дека таму ќе отидам. Васко, 29 години имаш и сега ми интересираат неколку работи. Прво, дали е тешко да имаш доволно голем авторитет, особено затоа што во тимот, настрана помладите, има играчи кои се и повозрасни, кои што имаат доста стаж и доста минути поминати на паркетот, сега треба да бидат во позиција да ги послушаат твоите наредби, да те почитуваат и така. Знае да биде проблематично или немаш? Па не, искрено не. Немало ни претходно, нема ни сега. Момците се неверојатни професионалци и на терен се знае кој е кој, во сала се знае кој е кој. Нас врската помеѓу тренер и играч ни е таква да ние функционираме баш добро, немаме никогаш немало проблеми, у смисол дали јас сум помлад од нив, од некој сум и помлад, но да кажеме, ете, тој авторитет некако природно го имам кај нив. Посебно ради тоа мислам дека односот наш човечки пред се е на едно добро ниво. Минатата сезона веќе беше кон крај кога ти се најде во една ситуација, јас во најавата претходно реков, можеби што не си ја очекувал или не си ја замислувал. Значи се случи што се случи на паркетот со Драган Николич и во тој момент клубот веројатно одлучи дека тебе ќе ти даде шанса да бидеш прв тренер која ти ја прифати. Ме интересира дали размислуваше воопшто, треба ли тоа да го направам, не треба ли, дали е вистински момент, не е вистински момент или брзо ја донесе одлуката? Па не, знаете како секој доаѓа во МЗТ да биде најдобар. И сега кога стигнавме до таа некоја ситуација да клубот ме праша дали ќе прифатам или не, искрено не се двомував воопште. Знаев дека тимот може да го изнесе тој товар. Знаев дека јас можам да го изнесам тој товар, а и пред се момците кои беа со мене во стручен штаб, кои беа од неверојатна помош. Да, дадоа поддршка дека до крај на сезона, така да за мене секој уште во моментот кога дојдов во МЗТ, целта ми беше да бидам прв тренер некогаш. Да, тоа дојде порано него ли што очекував, но еве. Андреј убаво рече, човек работи вредно и еден ден го заслужува тоа што, нели,
посакувал низ годините. Само малку ќе те вратам наназад, затоа што мислам дека и за родителите и за децата кои ќе не слушаат и гледаат е важно, кога е некој дете помало, се случува да не му одговара средината, да има ваков или онаков тренер, да многу го сака спортот, ама кога ќе стане тешко, можеби помисли да се откаже и така натаму. Не е се толку лесно и едноставно. Да. Раскажи ми малку каков беше твојот пат генерално од детенце се додека дојде до моментот што си го посакувал? Прилично долг пат, искрено, со баскет во рага сум од 5 години. Од 5? Од 5 години, буквално од кога памтам за себе. И нормално, како се во животот, така и во спортот и во кошарката, има добри денови, има лоши денови, има добри периоди и лоши периоди. И се е тоа нормално, ама битно е да се истрае, битно е да се работи кога никој не знае и да се чека својата шанса и да се искористи на крајот од денот. И тоа е исто мое нешто што би сакал да го кажам на некои помлади, ако сега не сум многу стар да можам да кажам. Добро, има дечиња. Некое лично искуство е да се истрае и да се верува во себе и а тоа да се работи кога никој не гледа, што значи? Плюсот и тренингот? Да работиш сам? Да се работи на повеќе сфери, на повеќе работи и слично. Не е само кошаркарски оддел, туку да се работи на само доарба и слично. Васка строг или не? Строг е кога треба, што е добро. Исто така многу е добро кај него според мене, што имаме добра комуникација секој играч со него, лична, индивидуално, прво, индивидуално, а потоа и како целокупна екипа и тоа исто така многу битно за успех на една екипа. Правилата некогаш се напишани да се прекршат, ете да кажеме. Тимот како тим е составен од 12 играчи, тоа се 12 различни индивиди. Како прво, мое мислење и нешто по кое јас се водам е дека не може према сите нив 12 да се однесуваат исто, бидејќи сите они имаат собствени потреби, собствени барања. Не е дека некој има, да кажеме, некое повластување или нешто. Да, имаме некои правила кои мораат сите да ги почитуваат. Тоа се правила на како се однесуваме еден со друг, како се однесуваме кога сме сите заедно. Но според мене клучно нешто како тимот треба да функционира е да сите тие бидат во едно место каде што они се осеќаат комфортни. Кога они се осеќаат комфортни, мислам дека може да го дадат својот максимум и така е мојата некоја филозофија на тоа како тимот треба да изгледа и како да функционира. Како тимов ќе изгледа сезонава? Промени доста во поглед на играчите, комплетно составот. Да. Прво, зошто? Дали свесно беа донесени тие одлуки да има порадикални промени или беа исплет на околности, луѓе кои сакале да се заминат и така натаму? Како се го оформивте тимов сезона? Косторот на тимот од минатата сезона ни остана. Го успеавме да задржиме во аеродром. Тоа се браќата Стојановски, Бојан Крстевски, Дамјан Ровев, Андреј. Тие беа, да кажеме, некои играчи на кои тимот се гради со години наназад. Се донесени двајца нови репрезентативци на Македонија, тоа се Марин Петков, Марко Миловановиќ, кој се враќа од Италија после доста време. И на тоа сме наполнени со 4 нови странци. Заминувањето на странци од минатата година е исплет на околности, не е дека ние не сакавме да ги задржиме или тргнавме некако да го менуваме цел тим, но просто тие момци одиграа добри сезони овде, добија побогати понуди на други места, кои не можевме ние да им застануваме на патот, да кажеме. Така да, но радува фактот дека косторот на тимот е во аеродром. Минатата сезона, особено кон крајот, кои беа лично за тебе тешки надпревари, најсериозни противници? Финалето со Пелистер беше најтежок, бидејќи финале нормално се очекува другиот тим да даде отпор, но успеавме ние, кој што кажа Васко, да се фокусираме на себе и да го одиграме своето и да дојдеме до лесни 3 победи. Што ќе кажете за дербито наше, кое што можеби сега го нема тоа светло што некогаш го имало, но добро се менуваат нештата на кошаркарската сцена, но дали дербито
само по себе МЗТ работнички, градското дерби, секој пат го има тој притисок вообичен, да? Да, секогаш си го носи, барем за мене. Сега за другите не можам да коментирам, ама мислам дека го носи. Да. Ете, ние прошлата сезона се сретнавме со работнички во полуфиналето од шампионатот. И мислам дека според мене тие беа два најдобри надпревари во Македонија кои се одиграа во последните неколку години. Бидејќи имавме полна сала во аеродром, имавме полна сала во Кале. Имавме две навивачки групи кои навиваа во 40 минути. И беше стварно едно добро чувство да се види дека ете сјајот на тоа дерби се враќа. И мислам дека и оваа година ќе биде исто. Така да ете дербито да само по себе си носи некој поголем значај и поголем притисок за победа. Така било, така ќе биде, но да, тоа е интересно. Тоа е интересно на крајот од денот и за публиката, ама и за вас кои што сте на паркетот. Ќе замолам во режија да ја видиме на видеодзидот онаа фотографија од детството на Андреј, мислам ја пронедов по нашите портали. И чувството, самиот сега ќе ми го објасниш, кога нели некогаш од трибини ги следиш надпреварите на твојот омилен клуб и играчи со кои што си се фотографирал, сега да видат твои соиграчи. Како? Мислам, како е тоа во твојата глава? Па лудо, ама и реално, бидејќи лудо од аспект како што, пример, јас памтам во овој момент како мало детенце, се мислев има страх дали воопшто да му придам на Војдан, а сега ден денес сме соиграчи и ден денес он цело време е тука за мене, било што и да ми треба ме советува и слично, и тоа е преголема среќа за мене и сум презадоволен што е тоа така и се надам дека ќе го искористам максимално. Добро, со оглед на тоа што си од аеродром, другарите, роднините, најблиските, тоа значи по дефолт на секој надпревар се таму или како оди тоа? Да, така оди тоа најчесто таму се. Мора, бидејќи сум пораснат со тие деца што сме биле порано, што сме шетале, што сме оделе заедно во основно и слично. Сега моментално навиваат за мене и земзете. И тоа е преубаво чувство и дополнителен мотив за мене лично. Добро, сезонава ретко имаше порази, ама никогаш кога ќе се случи пораз, ајде не мора само да е во домашен шампионат и на меѓународна сцена, кога ќе се случи потежок пораз и кога ќе одиш у продавница или било каде низ мало ти коментираат за тоа? Па се случува, ама се доаѓа од добра страна, не е ништо злобно, не е ништо навредливо, туку само како јас, така и они сакаат да го гледат МЗД како цуте и како успева. Така да не ги гледам тие како навредливи некои критики, туку ги гледам на добар начин, на позитивен. Навивачите важна работа е, сакаме или не, важна работа е да го сакаат играчот, па и тренерот и така натаму. Имало и успешни играчи што во одредена средина не биле добро прифатени од навивачите. Вие имате, верувам, и директна комуникација, не сме ние огромен град или земја. Прво, Васко, каква е комуникацијата со Фемили Аеродром? Па, одлична, сакам тоа морам да го потенцирам. Мислам дека навивачите како навивачи и сите тие кои доаѓаат да не гледат пред се, им е битно да гледат дека тој еден играч или тој еден тренер дава максимум на терен за клубот за кој они навиваат. За мене, како некој кој не е од аеродром, е дојден во аеродром, мислам тоа е, ја го прифатив како такво и ја сваќам суштината на нивната љубов према клубот. И сега према нив како играчи и јас сам себе, за мене тоа е огромен мотив да работиме, да изгледаме што подобро на терен. Нивната поддршка на нас премногу ни значи, бидејќи они во тек на цела сезона, тоа се многу надпревари, многу надпревари, се секојаш тука. Така да за нас тоа е
огромно значење и ние пробуваме тоа да им го вратиме на те. Има, Андре, некои плюс симпатии само затоа што тоа мало или? Па има, ама секако дека има, мора. Важен и нераскинлив дел од спортот се фановите. Истите тие кои знаат повеќе за омилениот клуб или спортист отколку што знаат самите за себе. Тие за кои најголемото разочарување во животот знае да биде поразот и тие за кои неверојатна среќа носи победата. Во продолжение, ќе го видите човекот кој е еден од најголемите шоумени во македонскиот етер, а бидејќи живее во аеродром, не е ни чудно што има плаво-бела крв. Сум и човек што сака спорт и човек што практикува спорт. Сакам да гледам спорт, но не сум од оние фанатици кои што гледаат по цели денови или сите утакмици што ги знаат. Значи, пратам главни утакмици. Кога има финале ракомет, кога има финале кошарка, кога има финале фудбал, се тоа мора да го пратам. Атлетика гледам, многу ме интересира, олимпијада, светски првенства пратам, ама пак ќе кажам не сум толку некој задлабочен во спортот да го гледам, но сакам да го практикувам, вежбам цел живот и планирам да вежбам до крајот на животот. Сите делови каде што сите вежби поврзани со нозете ми се многу потешки него upper body, како да кажам, горниот дел од телото. Така да сите оние чучњеви, ланџиси, чекори, такви работи ми се проблем моментот кога ќе ставам нека поголема тежина, одма ми е проблем. А кога ќе кажам поголема тежина, се 3-40 кила, не да мислите да ќе видите ме. Атлетика, еве сега скоро имаше светско првенство, така светско беше, светско првенство атлетика. Буквално секоја вечер гледам без разлика кој ќе ми дојде, дали другар на жена ми другарка се гледаше атлетика и никој немаше проблем со тоа. Па ќе си ги кажам дека не знам, помлади се од мене, ама ете си ги памтам од едни убави времиња Војден и Дамјан. Генерално спортист, не знам, од дете ми остана Тврбица Стефана. И тој ми е, да, он ми останат некако при срце. Легендо. Вардар од ИМЗТ. Вардар ми е за фудбал, ракомет, а МЗТ ми е за кошарка. Живеам луѓе на 92 метри од салата од спортски центар Јане Сандански, буквално пишува на еден трансформатор. Не може да не е МЗТ тука. Не. Јас имам добиено најбољи спортски реквизита, тоа е кајак. Гумен надување со весла. Значи, нема подобра реквизита од тоа, цело лето вежба благодарение на кајакот што го добив од кумата од старосватицата Сашка. Ти благодарам, Селев. Тоа ми е поклон за свадба и ми е еден од најубавите поклони што сум ги добил во животов. Секако, ова ми се многу драги спомени за прво ева го, ова е на Фенербахче на Перо Антич. Значи за ова. Чекај да само да тоа да го видим. Чекај. Да видите, исти сме со Перо. Од прилика тука смисна вистина. Тоа што на Перо го гледате дека нормално му стои. Видите на мене. Можам вака да си ги ставам коленцата ако сакам тука и да се покријам ако ми е ладно. Ова го добив директно од Перо. Чекај, се извинувам за микрофонот, ова како човек што се занимава со оваа работа требаше да го знам и да не го направам. Само вака. За да не му смета на микрофончето и да ги покажам стомачето испод. За овој дрес препекав, значи фаќа врски од 200 страни до Перо, се знаеме, се познаваме, ама тој период не беше тука и го убив, мислам, од барање на сите страни, молење за да добиам дрес и Перо дознал од некаде. И следното гледање се сретнуваме, ми вика, Марче, имам поклон за тебе, дојди до кола и да ми вади дрес. Ми вика, слушнав дека си сакал дрес од мене. Еве ти го, ја толку се возбудив, почнав да го влеле, да го пробам, да го обликам, да трчам, што заборев да му побарам автограф и се ми е криво. Ама сега е полесно. Ќе му пишам, ќе се најдеме и тоа е тоа. Ова е шампионските, да, многу е скуп. Многу, да не сака некој да го купи. 1000 евра ако дај некој одма. Не го давам. Спомени не се дава така лесно, затоа што и се врзани со сеќавањата. Ова, ако не се лажам, Мартин Поповски беше, ракометарот на Вардар. Водев сеха лига финалето тука кога се играше, нема да кажам години, за да не направам грешка да не ми се смеете. Пред неколку години, кога се игра во Јане Сандански спортскиот центар.
го водев тој завршиот турнир Final Four и тогаш ми дадоа дрес за да го носам на утакмица додека водам и го украдов. Сега веќе касно да ви го вратам, џабе. И што е најинтересно, имав уште еден дома, не ми текна од кој коментар, сега го во брзање го заборавив. Наредната година пак имаше некој турнир, пак ме вика, пак изиграв така, немам овакво, ако може да ми даете. Еве ти дрес, так. И пак си отидов. И сега ми е страв да идам на Вардар утакмица да не ми ги соблеча. Фала ви многу. Едниот ми го даде реално, со другиот стварно погрешка си отидов. Дома е со овој, погрешка си отидов и после тоа кога им реков да ви го вратам, ми рекам Марче, спомен за тебе. И така остана кај мене и фала ви од се срце. За еден спортски надпревар. Не, више ако ми даваат ќе биде дефинитивно во странство и би сакал да отидам некој од дембе утакмици да гледам. Да, дека ми се цело шоу нели што се организира околу тоа, па би сакал е тоа да го видам. А иначе настан вака што сум били би сакал повторно да отидаме Формула 1. Тоа ми е исто настан кој што ми има останато многу голем впечаток и сакам да го повторам тоа. Да, авантура. Знам, кога при додавање на топката противничо, мислам, играчот на кој што му се додава топката е вон линијата на одбранбените играчи, значи ги поминува и тоа е тоа. Да, знам. Пак знам се за фудбал, сакам фудбал, а пак ќе кажам не сум толку страсен гледаш на фудбал. Ниту како мал нешто посебно играв фудбал, не знам. Кој играв на гол седев, поише бев тоа за ватреполо, тренирав и така. Други спортови некако сум измешан со времињава. Мислам, кога стана збор за мене, се во погрешно време правам. Некој борач беше, дефинитивно дали Шабан Трстена, да го повор, тоа Шабан Трстена. Знам дека борење јаки сме били од секогаш, имаме исто како Македонија освоено исто неколку медали на олимпијади и на светски првенства. Ама и тука почнавме више да паѓаме ко све. Крвта моја, како плаво бела боја, срцето ми чука. Секогаш тука така е таа. Таа прва ми паѓа на памет. Уште една ми паѓа. О, Сузана, пели сте, цела битола, те марите. Та, што да правим се? Таа ми од дето останата ова дека у последно време секој втор ден ја слушав, а и се потсетив на ова прва, мислам втората што испеав за Пелистер, зашто пред некој ден си играше Вардар Пелистер утакмица, беше тотален хаос и ја слушнав едно 400 пати ова. А ја слушнав и што си скопските девојчи, ама дека сме у Скопје, анаке нема да кажам. Thank you very much. Чао. Јас сум Марко Новески, а вие гледате Fair Play. АБА лигата беше нешто што тимот го посакуваше и камбек во таа најсилна АБА конкуренција, но не одат нештата баш така лесно, затоа што таму конкуренцијата е и тешка и можеби не толку изедначени сили гледаме уште од старт. И сега кога ќе се соочи човек со гиганти, што јас велам можеби веќе однапред, како може да звучи неспортски, ама некоја битка кога однапред чувствуваш дека е загубена само затоа што не се борите со исто оружје, е тешко. Не е лесно ниту на сопствен терен, а уште можеби помалку кога на гостински терен ќе се отпатува. Како тие моменти ги поднесовте сите, и стручниот штаб кој во тој момент функционираше и играчите? Па добро, имавме некои доста тешки моменти на ланската сезона во тој дел. Да, мислам силите во тој момент, посебно на почеток на сезоната, така што ние имавме и доста тежок распоред, имавме и некои повредени играчи кај што не можевме ни сите да видиме како тој тим изгледа од почеток. Беше тешко, да, мислам беше доста тешко. Веќе при крај како поминуваше сезоната, тимот играше све подобро и подобро. Ние на крај успеавме да победиме некои екипи кои беа и доста со поголеми буџети од нас, кои игра Еврокуп, кои игра плейоф во АБА лига, но за жал тоа излезе на крај дека е недоволно. Кој најмногу помага тука? Па со играчите сами? Со играчите, да, најчесто. Или тренер може Или би? некој поискусен играч кој даде некој коментар да смени целата таа енергија во солекувална.
бидејќи тоа што е завршено толку нема зашто да се гледа на тоа наназад и да треба да се мотивира и да се гледа напред на следниот надпревар, дали тоа сме победили или изгубиле, треба да се гледа напред. То има ли некој посебен начин или систем како играч заслужува да добие посериозна шанса? Сега да потенцираме, нашите клубови имаат и помал ростер, тренерите немаат можеби премногу опции на одредена позиција кого ќе бираат, не е како некои поголеми клубови. Така што од една страна сте ограничени, но од друга страна тренерот е тој кој одлучува дали некој воопшто ќе добие шанса. Како тоа оди во поглед на твоите правила? Па, видете, за да да кажеме, за да некој проба да биде играч, мора да му се даде шанса. На тренерот е да процени дали тој пред се заслужува, дали пред се може, па дали заслужува, па како тој ќе искористи, значи многу фактори. Но пред се мислам дека тренерот има некоја да кажеме некоја чувство према некој играч дека тој може или да верува во него. Верува во него, дали тој може, дали е да кажеме способен за тоа, дали ќе може да го изнесе тој товар. Мислам дека во моментов ние сме како МЗТ некако повластени од тоа, бидејќи имаме и развоен тим од кај што Андреј уствари доаѓа, па он има поминато некој процес на играње таму, па доаѓа овде, па сега му се дава шанса на ова некое следно ниво кој он ја искористува. Така некој природен тек на настаните беше конкретно за него. Пред се мислам дека за да видиме дали некој може да игра, треба да се даде шанса. Тоа не е само во МЗТ, тоа е на сите други места. Тоа е најтешко во МЗТ. Но мислам дека имаме во Македонија конкретно има доста талентирани момци кои чекаат да им се укаже шанса и да покажат тоа што знаат. Прашав која беше најтешка или најтешки надпревари кои беа, кој ти бил најдобар можеби надпревар? Зборувам не само по ефикасност, туку и чувството кај тебе во смисла на тоа како се однесуваш на терен целосно. Па, мислам дека убедливо полуфиналниот надпревар со Работнички кога го игравме. И двата не можам да ги одделам. Публиката, таа еуфорија, тоа навивање, толку луѓе да навиваат за нас. Тоа е преубаво чувство. И тој надпревар се, особено пошто победивме, особено се истакнува. А има ли некоја работа што е пресудна за играч да казнете, можда тежок збор, не да биде казнет, ама да изгуби место во екипата во моментот или да заврши за него надпреварот во моментот? Што е пресудно што најмногу знае да ти изнервира или да биде нешто што не го цениш, играчот знае дека не треба да го направи и може на крај ќе одлучи да го направи? Да. Па мислам дека ние во некои припреми за тие надпревари се договараме некои работи како тоа треба да изгледа. Тоа мислам тие се одлуки на тренерот, кој тренерот отпосле живее со нив, дали е тоа исправно или не, одговорноста е негова. Ние како тренери мораме да преземеме таква одговорност, бидејќи тоа ни е работа. Сега ако ние сме се договориле со еден играч конкретно дека тоа треба да биде така и гледате дека тоа не го почитува, мислам дека тоа е единствена работа која може да кажеме он нема да игра. Кој ви е убедливо, ама едно име? Лидер на екипата? Кај нас се знае кој е, тоа е капитенот. Тоа е Дамјан. Не само поради стажот на негов во тимот на МЗТ, туку и неговите постапки. Мислам, според мене лидер е некој кој не треба само да збори, туку треба да прави. Неговите постапки на терен и вон терен го прават него лидер на тој тим. Сега тука е брат му Војдан, тука е Бојан Крстевски, кој сите они тројца се некои слични карактери кои водат по пример. Значи они се пример за сите други како еден лидер треба да изгледа. И ја морам да ги потенцирам сите тројца. Можам да кажам. Не можам да кажам дека е еден, мислам дека да. Добро, важно имаат помладите од кого да учат и да земат пример, тоа е важно. Дефинитивно имаат од кој да научат. Кој ви е најголем критичар?
Дамјан и Војдан, мислам дека се. Дамјан, а надвор од екипа? Надвор од екипа. Има така стручњаци, не знам, еве од пријатели, од блиски луѓе има. Стручњаци, тоа се знае, стручњаци има цело време луѓе кои што мислат дека знаат, ама не дозволувам бене лично тоа да ми влијае, бидејќи знам дека тоа добро го мислат, како моите блиски, така и пријатели и слично. Така да не обрнувам многу внимание на тоа наискрено. Критики и коментари на тоа како поминал еден надпревар или тренинг, пред се со стручниот штаб што го имам сега, моментално, првите разговори се секојаш со нив. Они се, мислам, ние имаме доста отворена однос кај што секој може да каже тоа што го мисли, така да првичните тие некои критики мене лично ми доаѓаат од нив и јас сум среќен дека доаѓаат од нив, не доаѓаат од некој друг, бидејќи тоа затоа се тие таму. Вака, не знам, обично не разговарам после надпревари. На тема кошарка не? На тема кошарка не. Луѓето кои ми се блиски околу мене знаат дека не треба да се почнуваат такви теми после надпревари директно, така да да ги кажам моите соработници во стручниот штаб. Андреј сакам да прокоментира и моментот дека има статус на репрезентативец, што секако е голема чест. Да. Поврзано ли е тоа во голема мера со МЗТ Скопје и твоите успешни настапи таму во смисла за да добиеш поголема доверба и во репрезентацијата, или ова се неврзани сосема различни приказни? Па јас сум во репрезентација што од пред тоа, да. Да, од 14 години, секое лето го поминувам на припреми со репрезентации на европски првенства, младински нели попрво. Ама се разбира дека клубот е многу битен, бидејќи ти за да може да се покажеш и да бидеш повикан за репрезентацијата, ти треба да имаш што да покажеш низ тек на сезона. Така да клубот е многу битен и ова лето бев со репрезентација баш поред тоа што играв при крајот на сезоната во МЗТ и покажав дека можам да играм и секогаш било чест да се игра за репрезентација, ќе биде и преубаво чувството, значи не може да се опише буквално. Да. Океј, ви благодарам многу што дојдовте во Fair Play. Ви посакувам успешна сезона. Имате за што да се борите апсолутно. И се надевам дека публиката, вашата верна публика е таму, ама дека и пошироката јавност ќе инспирираме, зошто да не, да дојде во живо да гледа надпревари и да ужива во македонска кошарка. Ви благодарам. Дај Боже, благодарам. Благодарам многу. Верувам дека ова беше еден убав разговор. Наша денешна тема беше кошарката и нека биде инспирација особено и за помладите спортисти па и стратези, за тоа што денеска слушнавте приказни на двајца млади, а успешни луѓе. Се гледаме и на трибини, а се гледаме и на телевизија Телма следната недела во нашиот стандарден термин, а тоа е 16 часот и 15 минути.